Голем број музички изведувачи учесници на Макфест со години сонуваат и потајно се надеваат за првата награда. Александра Јанева ја имаше таа среќа како дебютант да ја освои првата награда во 2013 и истиот успех да се повтори минатата година во 2016. Токму таа е наш денешен гостин во Нова Бис, што току пристигна. Поводот е тоа што има нова композиција и видеозапис за истата. Станува збор за Солза за крај. Добре дојде и официјално Александра во Нова Бис, во студиото на телевизија Нова. Ајде да почнеме од почеток. Кој е автор на оваа композиција? Солза за крај е комплетно авторско дело на Ѓорги Крстевски и тој ја изработи аудиопродукцијата и видео. Продукцијата, песната е готова веќе, можам да кажам. Да. Околу 5-6 месеци, меѓутоа, нели, чекавме погоден момент да ја пуштиме во етер, инаку се снимаше тука во Скопје, спотот на Водно. Песната е, како што кажав, многу стара. Ѓорги ги има во фиока околу 7 или 8 години и ете, јас имав привилегијата корекции што требало да се. Да, јас имав привилегијата да ја испеам и она што ми стигнува, првичните коментари се многу позитивни и навистина ме радува тоа. Така, станува збор за балада, барем од она што сме викнале да го слушаме од Ѓорги Крстевски. Да, меѓутоа пак е, да кажем, поразлично од сите останати негови песни, а и од она што во моментов се слуша низ светот. Мислам дека овие песни се малце подзаборавени и затоа сакавме да се навратиме на некој ретро стил и да видиме како тоа ќе го прифати народот, меѓутоа како што кажав, е многу добро прифатено. Така, колку тебе ти легна оваа песна? Колку се пронајде? Уште од самиот момент кога ми ја пушти во студио, јас му кажав, ова песна е за мене, чувај ја, немој да се ја дала на никој друг. Не, за мене најмногу ми лежат, досега сите ми имаат, кажам дека најмногу ми лежат баладите, најмногу се пронаоѓам во песни кај што треба да се донесе некоја силна емоција, ова песна токму тоа го дава и тоа и треба. И мислам дека го направи вистинскиот избор, иако сакам да експериментирам, сакам да секогаш да испробувам нови стилови, нови жанрови, така што тоа нема да биде последното од мене. Да. Не знам колку знаат гледачите и твоите фанови, верувам дека веќе добро се информирале за тебе, но покрај оние настапи на кои можевме да те видиме на Макфест, колку се информирани дека одлично пееш и француски шансони. Да. Сега сепак е предпладне и не би сакала, ајде, во овој момент, меѓутоа ќе ми биде особено драго доколку се согласиш на еден рефрен да отпееш нешто, затоа што посебно ги сакам француските шансони, верувам дека ќе им го разубавиме денот и на гледачите. Првата награда усвои токму на надпреварот по француски шансони, така? Тоа беше, мислам, на мои 17 години. 2 пати настапував на француска шансона, првиот пат не успеав да победам, меѓутоа вториот пат веќе ја земав првата награда, имав чест да патувам во Париз, да ги видам убавините на Париз и инаку францускиот јазик ми е љубов уште од мала. Имавме многу добра професорка која што ни вгради таа љубов кон францускиот јазик и затоа почнав и да пеам француски песни, навистина еден убав и мелодичен јазик и иако е, ајде да речам, утро и предпладне, јас баш би сакала да испеам еден француски рефрен. Ние одве чекаме. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Што сака да пее без оглед на тоа кој дел од денот е. Ти благодарам во секој случај за овој убав поздрав до гледачите на телевизија Нова и на Нова Бис. Иако те запознавме како музичар, како изведувач на Макфест, сепак твоите музички почетоци се многу поодамна. Кога беше воопшто твојот прв јавен настап? Ако добро се сеќавам, беше на 14, иако по дома пеев уште од 8 или 9 години, меѓутоа бев многу срамежлива и
тешко некој можеше да ме натера да пеам. Не сакав ниту пред моите родители да пеам, меѓутоа на мои 14 години прв пат се појавив и тоа баш со француска песна на школска приредба. И после кога отидов во гимназија, веќе имаше гимназијата во Струмица имаше таква традиција да одржува секоја година некои годишни и великденски божикни концерти. И таму веќе ми премина тоа како во некоја навика, почнав да се опуштам и сите наши песни беше првото шоу во кое можеше да ме види пошироката македонска публика и тоа ми беше таа одскочна даска од која ми се отворија многу контакти, запознав многу композитори, мислам дека оттаму почна се. Што е она што те очекува во догледно време на музички план, Александра? После Сулза за крај ќе продолжи ли соработката со Ѓорѓи Крстевски? Има ли најави за други настапи? Она што можам да го најавам засега е уште еден нов сингл кој што ќе биде подинамичен, побрз, меѓутоа нема да биде со Ѓорѓи Крстевски, ќе биде со други автори кои што еве нема да ги откриам, ќе ги оставам моите фанови. Да имаме фанови повод за следно гостување. Да. И тоа е она што можам да го најавам, иако веќе ми се множат песните и можам да ги склопам во еден албум. Меѓутоа, за сега уште рано, чекам да уште неколку песни да ми излезат, кои што навистина сакам да бидат слушани. И дај Боже, некаде 2018 можеби ќе следува албум. Така, се надевам и секако ти посакувам успех во твојата понатамошна музичка кариера. Овој разговор би го заокружила токму со она зашто со поводот, нели, за твоето денешно гостување. Станува збор за промоција на најновата композиција Сулза за крај. Ќе го погледнеме и видеозаписот, иако делот, инсертите, делот видеоматеријалот гледачите веќе имаа можност да погледнат, но еве сосема за крај, уживајте.